Со божествена литургија со која чиноначелствуваа митрополитот Преспанско-Пелагониски господин Петар и епископот Хераклејски господин Климент, денеска во манастирот Свети Архангел Михаил во најстарата населба Варош, се одбележа празникот Источен петок Балаклија, или кај народот познат и како Голем петок. Илјадници луѓе од Прилеп и околните градови доаѓаат на овој ден тука да се помолат во манастирот и да се напијат и измијат од водата, чиј извор пак се наоѓа во самиот манастирски двор и за која вода се верува дека е лековита. Идиме секоја година, го посветуваме местото, затоа што таква е традицијата. На овај ден сите се збираат и палиме свеќи за здравје, се помолуваме на Бога и од тука слегуваме надолу, пак ако имаме гости во своји луѓе во Варош, ги посетуваме, му е честитаме славата денот. Само се напиваме и се мијаме заради дома да не носиме вода редовно. Можеме секогаш да дојме, пошто сме блиску во Прилеп. То ни е како традиција. Великден доаѓа Голем петок и тука се собираме сите. Си палиме свеќа за здравје, водичка си полниме исто за здравје. И така ни е како традиција. Велат лековита е водата? Да. Викаат дека е лековита, можда е, не можам да потврдам. А сигурно има некоја вистина тука. Доаѓаме и претходно, па затоа што е манастир, овдека доаѓаат многу луѓе, така и ние. Зошто? Па Што правите? влегуваме во црквата, ги слушаме молитвите од попот. 30 години пазар кој сум тука. И така, мора да дојдеме вече. Зошто? Зошто? За здравје, викаат, да Господ да дава здравје на сите. Прво ја викам на младите, после на старите, ако остане добро, ако не, доста е. Според православната црква, овој празник се слави во петокот на Светлата седмица веднаш после Великден. Во Цариград, инаку во 5 век, во близина на така наречената Златна порта, постоело место полно со кипариси и чинари, уште одамна посветено на Пресвета Богородица. Во Шумичката постоел извор, исто така одамна познат и како источник на чуда. Еднаш војникот Лав Маркел, минувајќи низ тоа место, наишол на беспомошен патник, слеп човек кој кога му дал вода од изворот и го намачкал со калта, на очите тој прогледал. Од тој ден изворот се нарекува и животодавен извор. Овој празник овде се празнува особено не само во Прилеп и на други места, каде што има свети води. Зашто тоа подсетува на чудото што се случило во Балаклија, така и уште еден назив носи овој петок или овој празник, кога по молитвите на еден човек кој бил слеп и барал вода и му било кажано да влезе повнатре во шумата каде што имало некој извор и од тој извор тој се измил и прогледал. Па така, тоа чудо што се случило по дејство на Мајката Божја, Пресвета Богородица, се разнела веста насекаде во православниот свет. И од тогаш луѓето кај сите манастири, па и цркви, каде што има света вода или лековита вода која се нарекува, таму се прават овие прослави. Инаку овој ден е слава на целата населба Варош. Тука куќите се отворени цел ден за сите посетители и добре дојдене секој. Празникот се одбележува со музика, ора и традиционални јадења. Од мојава куќа, секоја година истото, и самите свирачи, да речеме назурли традиционално и тапаните, почнуваат од мојава куќа, значи од прилика кај 9 часот, па кај 10 и нова тура и така натаму, си го знаат традиционално. Значи почнуваме од кај мене со чашка ракија, со почестување, кој пивце, кој со салатче и така, традиционално јадење, пиење.
После сето тоа заминуваме напред, значи ние као домајчини, као староседелци со музиката заедно до негде под местноста, значи под манастирот. Тука застануваме по обичај, расшируваме ново традиционално така за сите познато, тие си го знаат како треба, што треба. Традиционално кај постарите варошани нема покана званична, значи за определено друштво, сите се поканети, отворени се портите и вратите, ние си сме спремани и значи и финансиски и све што е потребно. Си го одбележуваме, се спремаме пред недела, две, значи и сите се поканети. Но за жал, иако за овој ден, славата Голем петок, од 2011 година е поднесен елаборат од страна на Институтот за старословенска култура за заштита на ова културно добро. Тоа се уште не е прогласено за наше нематеријално културно богатство. Директорката на Институтот за старословенска култура, Ели Луческа, вели дека елаборатот предвидува заштита на празнувањето на славата Голем петок во местноста Варош, која што се празнува на првиот петок по најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Доброто континуирано се практикувало тука повеќе од 100 години и представува своевиден културен идентитет на варошани кои себе си милувале да се нарекуваат и маркограѓани. Во контекст на ова тврдење е и фактот што не постои ниту едно домаќинство во местноста кое за денот нема припремено обреден ручек и кое ги немало отворено портите за сите гости кои што масовно доаѓаат од Прилеп и соседните населени места. Исто така и манастирот Свети Архангел Михаил длабоко ја почитува оваа традиција преку служењето на вечерна спроти празникот и утринска литургија на самиот празник. Под полите на манастирот во прекрасен природно-културен амбиент, секоја година има голем панаѓур, каде посетителите не само што пазарат за здравје, туку и се релаксираат со многобројни песна и ора. Поради сите овие причини, Ели Луческа вели дека тие предложиле културното добро да се класифицира во категоријата значајно културно наследство. Инаку, околу манастирот секоја година се одржува и голем панаѓур на овој ден, а некои тоа го поврзуваат со тоа што Варош во средновековието бил познат трговски центар и тука се одржувале голем број панаѓури каде се продавала стока од западот и истокот. Таа традиција за купување и денес се практикува од прилепчани.